Добро вечер, почитувани гледачи. Последен четврток во септември, термин за редовната месечна емисија отворено со градоначалникот. Јас сум Сузана Мицева, сум ваш водител на вечерашнава емисија, веднаш спроти мене е градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев. Господине Заев, добре дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер и поздрав до сите што не следат. Вие, нашите редовни и верни гледачи, веќе знаете дека оваа емисија се состои во два дела. Првиот дел каде што ние ги разгледуваме настаните и активностите на општина Струмица во изминативе 30 дена и се разбира, за овој период вие можете да ги поставувате прашањата поврзани со работата на општина Струмица и ваши лични прашања до господинот Зоран Заев и се разбира на нашиот телефон 347 111 каде што екипата на ТВ каналот ВИС ги регистрира сите ваши прашања. Во вториот дел од емисијата веќе телефоните ги затвараме и прашањата се овде на маса ги поставуваме пред градоначалникот на општина Струмица. Да започнеме со ред, јас предлагам еве од денес па наназад да ги фатиме настаните, бидејќи имавме еден многу убаво одбележување на Европскиот ден на јазиците. Овде во Струмица беше гостен и амбасадорот на Европската унија, господинот Роберт Лидел. Заменик амбасадорот, Така, еден убав настан кој што ги ангажира сите училишта речиси во општина Струмица, секој на свој начин го одбележа. Како помина овој ден? Би рекол секогаш се најубави настаните кога се организирани со дечињата. Тие се најчисти, најверни душички, кои што апсолутно нивната среќа најискрено знаат да ја кажат. Благодарение на нив успеавме денеска да како општина која што се стреми кон Европската унија, во земја која што се стреми кон Европската унија, да одбележиме значаен настан, а тоа е денот на јазиците, настан кој што од 2001 година Европската унија го дефинираше 26 септември како ден на јазиците. Европската унија реално 225 јазици се официјално присутни, но секако со сите миграции се зголемува веќе бројот на јазиците. Тоа е само уште една потврда од многуте потврди дека разноликоста ја прави Европската унија многу побогата, многу подобра и секако најнапредниот континент во светот. Она кое што денеска беше посебен настан, јас морам да им се заблагодарам најмногу на дечињата, кои што со своите креации, дали се тоа музички numери, изведување, дали беше цртењето, дали беа рециталите, или одредени играорни, или било каков вид на настапи кои што го организираа, буквално демонстрира разноликост во се, но најмногу и во јазиците. На тој начин Струмица покажа дека е една од првите општини која што знае да ги почитува европските вредности, а при тоа да го пушти силно сигналот, секако и во нашето општество, кое што е мултилингвистичко, знаете, повеќе етнички заедници живеат, и да испратиме пораката дека навистина разноликоста, посебноста на секоја етничка заедница, мултиконфесионалноста и културата која што имаме, само едно богатство наше македонско, и треба да го цениме и почитуваме како што тоа и Европската унија го прави. Так. Покрај тоа што е Европски ден на јазиците, исто така се одбележува и денот на чисти планини. Знам дека во Средното општинско училиште Димитар Влахов има некаква акција, марш низ улиците, меѓутоа и еколошкото друштво Планетум имаше своји активности. Општината се разбира беше дел од овој настан. Ние сме поддржувачи, главен носител на проектот е УСЕ, поддржувачи општина Струмица и уште неколку невладени организации и здруженија, но главни организатори беа Планетум од Струмица, каде што го одбележевме и овој настан. Маршот беше еден дел, најголемиот настан беше засадување на дрвца на Чамчифлик. Во делот на пошумувањето беше прочитен манифест за заштита на планините пред се од бесправните сечи, поплави и пожарите секако, кое што требаше да ја испрати пораката, верувам и испрати, да ги заштитиме планините, заради тоа што нели тие се нашите бели дробови, тие го гарантира чистиот живот, а со тоа и здравието на граѓаните. Јас сакам да им се заблагодарам на Планетум за успешно спроведената акција, максималната организација и посветеност на овој настан, со што сите уште еднаш го пуштаме силниот подстрек за екологијата и здравата животна средина. Така. Почна чистењето на каналите на територијата на општина Струмица. Колкав обем ќе се исчисти за овој период, бидејќи еве доаѓа есента, поројните дождови, Знаат граѓаните дека секоја пролет и секоја есен имаме прочистување на најголем дел од каналите, односно стандардно Крушевска република каналот и Светилискиот порој. Ова година ќе прочистуваме покрај затворот, ќе прочистуваме кон местноста Софилар, имаме во Куклиш прочистување на одредени канали, во Егејското мало, позади Национал и уште
во Муртино одредени канали на делот каде што истечението на централниот дел од селото и во други населени места. Крајна цел е традиционалното прочистување на каналите, но и секако превенција од можните есенски дождови, се со крајна цел исплашени од поплавите кои што ги нанесуваат штетите да придонесеме сите заедно кон чистење. Се надевам дека и проектите од владата за чистење на речните канали и корита ќе продолжат и ова есен. Имаше одредена активност во текот на летниот период, заради тоа што ако ние само ги чистиме каналите во урбаните јадра, каде што сме надлежни, дали во градот или во селата, тие секаде истекуваат во некои канали или речни корита кои што се под надлежност на државата. Ако тие се запушени, џабе ние што чистиме секако, но сите заедно, спроведувајќи ги нашите надлежности, се надеваме дека ќе придонесеме за ова работа. Таа активност ја изведува комуналецот Струмица со својата оператива, механизација и вработени луѓе и се надевам дека граѓаните ќе имаат разбирање за периодот кога поминуваат покрај нивните домови, кога некогаш се блокира сообраќајот заради механизација која што работи. Имате ли временска рамка во кој период би требало ова да биде завршено? До 10 октомври. Рамката е да го завршиме, зашто? Заради тоа што 15 октомври веќе почнува сезоната на дождовите и мислиме дека ќе успееме во тој период. Оној претходно се чистеше, знаат граѓаните, горниот дел на Крушевска република, кој што имаше силни наслаги, е веќе исчистен. Сега работат на долниот дел. Завршија рачните чистења, дури и на долниот дел, сега со механизација ќе се влезе на потегот на Крушевска република кај Климент Охридски или транзитниот пат, па нагоре за да може целиот дел да се прочисти, а исто така и од Климент Охридски кон прочистителната станица ќе се прочисти и тој дел од каналот. Така. И веќе цел месец истекува од стартот на новата учебна година. Како се снајдоа училиштата во општина Струмица во овој период? Има ли одредени проблеми при самиот почеток? Се појави проблем во село Свидовица и благодарам на прашањата. Прво да кажам дека генерално почна школската година, се согласно проектираното и предвиденото. Се спремаме веќе за грејната сезона, секако со чистење на котли, оджаци и сето она што значи подготовка за грејна сезона. Функционираат сите надлежности, значи на времето уште во летото го спроведовме тендерот за превоз на ученици, завршивме со белење на училишта таму каде што беа, наред за белење самите училишта, остана непревенирано на време кровот во село Свидовица. Овие денови распишавме постапка за избор на изведувач и ќе имаме санација на кровот со замена на керамидите и односно салонитните плочи кои што се наоѓа таму на тоа училиште, а уште оваа година сега кога уработиме буџетот за наредната 2014 ќе ставиме целосно ставка за реконструкција на кровот во училиштето во село Свидовица, за да може сега додека траат есенскиот дел, односно до крајот на оваа прво полугодие, да биде саниран со замена на салонитните плочки, а секако 2014 ќе имаме целосна нова реконструкција. Драго ми е што профункционира и мостот, што е кој меѓу Сачево и Муртино заради превозот на учениците. Завршивме со замената на подот во основното училиште Маршал Тито Муртино, се на време за да може се разбира школската година да тече како што треба. Еве јас најавувам, доаѓа период на грејна сезона. Граѓаните ќе можат пред се преку националните медиуми да следат големи проблеми со грејењето во сите училишта ширум Македонија. Струмица ќе ги нема тие проблеми од проста причина што минатата година заштедивме 230.000 евра со имплементацијата на гасификацијата на училиштата, кои што ни помогна да си ги платиме уврските кон добавувачите, а со тоа имаме многу мали долгови на почетокот на школската година, односно ќе останат само некои 2% од уврските за плаќање, кое што не доведува во прилично лагодна или спокојна состојба да ги немаме тие проблеми кои што ги има другите општини. Јас би рекол само, еве, ако Струмица за грејење и превоз должи некои 5 милиони денари, Битола должи 2,2 милиони евра. Штип должи 1,2 милиони евра. Велес должи некои 700 до 800 илјади евра и тоа е голем проблем на општеството. Се надевам дека владата ќе интервенира благовремено за да може во блок дотациите да има соодветно пари за превоз и за грејење на учениците, но еве ние благодарение на гасификацијата успеавме да ги подмириме долговите со заштеди. Ја начнавме темата гасификација, но потоа ќе се префрлам до каде е ширењето на гасоводната мрежа. Јас би сакала во овој контекст на образование да спомнеме и каква е ситуацијата со градинките. Знаеме дека имаше одредени проблеми, дали се нормализираа таму состојбите, прифатени се сите деца? Сите деца се прифатени, проблемот е
се појавува на друга страна несоодветниот број на воспитачки и негователки, па се случува некогаш да има само по една воспитачка наместо по две, мора да имаат по две по групи, да се случи одреден проблем, пример со напуштање на момент поради физиолошка потреба на воспитачот, во мала група се случува да биде повредено детенце од друго детенце. И сега водиме постапка, секој има и своја реперкусија на крајот за ова работа, но тоа е токму заради тоа што немаме соодветен број. Денеска имаше комплетен извештај до Советот. Имате ли некоја груба бројка, да речеме, колку ви фала, 10, 15, колку е бројката на... Значи, еве вака, биле, колку што се сеќавам, биле 130, сега се некај 88, ако не се лажам. Речи си... Многу голема е бројката. Квартина. Тоа значи дека ако отишле во пензија, пример 100, или не знам, отишле 50 во пензија, да е дадено согласности за 10. А бројот на децата од 680, мислам дека е пораснат на 1080 дечиња. Самиот број, тоа значи една навика, тоа не е заради тоа што има повеќе новородени дечиња, туку заради традицијата да граѓаните се повеќе ги носат своите деца во градинки. Најверојатно динамичниот живот продуцира да родителите имат повеќе потреба да ги остават своите деца за нега во градинките и самото тоа значи дека мораме да го следиме трендот на модернистичкиот пристап на граѓаните, а без согласности е многу тешко. Во градинката имаме дефицит од 8,5 милиони денари поради овие работи. Општината со трансфери од буџетот се обидува да ги санира ваквите недостатоци на средства од проста причина што ако тоа не го направиме, нема да може да обстојуват градинките. Иако тоа е обврска на државата да финансиските текови ги следи согласно бројот на запишани деца, од критериумот за распределба на блок дотацијата е број на деца. И општината се овие 8,5 милиони денари, наместо да ги насочи во нов водовод, нова улица, нов тротоар, да направи некој парк, спортско игралиште или било што е наша надлежност, ние покриваме гап, недостаток на средства од страна на владата, за да може да го додржиме и тој дел од животот. Предвидено е да има нели градинки во руралните средини. Можно ли е да се намали овој Можно е. Тоа ќе биде под иста институција. Доста деца доаѓаат и од руралните средини овде во градинките, можеби на тој начин ќе се растератат малку. Во градскиот дел ќе се растеретат, вкупниот број очекуваме и да порасне. Значи, еден дел од родителите кои што живеат на село не ги носат децата во градот, им е комплицирано. Кога ќе има во Просениково, Муртина и Коклиш, например, ќе го фата цел микрорегион и тогаш ќе порасне бројката на деца и тоа не е проблем. Условите ги имаме, ќе ги создадеме и пополека работиме на ова работа. Еве 2014 две мислиме од трите проектирани градинки да ги отвориме, третата да биде во 2015 година. Гледам и владата има одредени иницијативи за изградба на детски градинки. За септември 2014 за да бидат ставени во употреба. Ние имаме готови објекти во Куклиш и во Просениково. Тоа се општинските згради. Само треба да се адаптираат. Треба да се адаптираат. Децата барат посебни услови, тоа значи од санитарни јазли до кујни, каде што ќе се готви за дечињата, до детските соби, каде што тие се го поминува дневниот престој и каде што спијат секако, да бидат целосно адаптирани. Во Просениково исто така трагаме по простор, се надеваме дека ќе можеме веќе постојан простор да го искористиме за таа работа и тоа значи заштеда на инвестиции одреден дел, но истовремено се плашиме како тоа ќе го следиме со воспитачките и негователките. Оти мора да има хигиеничар, некој што ќе чисти, мора да има некој во кујна, кој што ќе готви за децата и слично, но го тераме трендот заради тоа што општеството е должно да му е мисли и да го следи трендот на потребите на граѓаните. Заради тоа сите плаќаат даноци во ова општество и заради тоа и државата, секако и општината мора да ги следи овие барања на граѓаните. Така. Да се префрлиме на активностите кои што ги обележа општина Струмица, се мисли на 8 септември денот на независноста и 11 септември денот на ослободувањето на градот. Општината имаше своји активности по повод овие два дена. Како помина? Мене ми е драго што покрај традиционалните активности за одбележување на двата празници,
и 8 септември и ослободувањето на градот секако 11 септември. Покрај тие традиционални активности имаме веќе и нови. И тоа е благодарение на иницијативноста и на младите, еве во кошарка на пример, да прават стрит баскет, буквално на самиот плоштад, но и на ветераните во одбојка кои што направија прекрасна манифестација во одбојката, го свртеа вниманието на многу струмичани и јас имав чест да изиграм една утакмица во одбојка, иако не сум професионалец одбојкар, за да го почувствувам навистина филингот и на оние што учествуваат, а секогаш и кога сум како публика во тој дел, тоа го збогатува празникот. Му дава важност, секако ја пушта пораката кон идните генерации, кон помладите, да знаат дека самостојноста на Македонија е голема придобивка за ова наше општество, а секако и ослободувањето на Струмица не е со помало значење. Знаете дека секогаш и овде е големиот културен настан, тоа е фестивалот за камерен театар Ристо Шишков, кој што оваа година имаше 18 представи, најмногу досега. Прв пат лауреат е странец од Словенија, еве после 21 година постоење на Ристо Шишков. Прв пат наградата отиде во странец, јас сум горд, значи се уште не му е врачена. Се уште не му е врачена, но убаво е жири комисијата така одлучи. Јас сум задоволен заради тоа што и публиката е задоволна, која што милува и посетува театарски представи. Бев јас на самото отварање, не можев да стигнам на доделувањето на наградите и прогласувањето на победникот, но она кое што го доловив како амбиент секако беше прекрасно и најважниот дел е тоа што граѓаните со полна уста убави зборови зборуваат за оваа наша меѓународна културна манифестација. Игравте одбојка на Струмичкиот плоштад, но ја бодревте репрезентацијата на Европското првенство во кошарка во Словенија. Кои се импресиите од? Прекрасно е чувството. Сите граѓани кои што можат, еве ние минатата година за Литванија пуштивме како општина навивачи на нашата репрезентација, но сите граѓани кои што можат убаво е да одат, оти филингот, чувството е прекрасно, значи неповторливо. Овој пат, за жал, многу рано завршивме со надпреварите. Јас имав среќа да бидам на утакмицата каде што победивме. И навистина таа утакмица нашите ми покажаа дека може да го победат секој. Победа е Србија, кој што беше фаворит реално, согласно минатите успеси, а изгубија од помали репрезентации и тој меч буквално беше импресивен за мене, заради тоа што не само нашиот Владко Илиевски кој што играеше, сите наши репрезентативци буквално извлекоа максимум од себе и покажаа дека Македонија може да биде и прва во кошарка на европско ниво. И тоа не е недостижно. Се надевам дека во идење ќе имаме повеќе среќа. Топката е тркалезна и не се знае како. Спортот во Струмица. Повеќе клубови се активни, ракомет, одбојка, кошарка. Согласно времето во кое што живееме, мора да бидам задоволен. Да имаме шампионски титули во одбојка, во кошарка, во минатото, во фудбал, секако и слично. Еве сега фокусот на вниманието покрај одбојката која што секој пат или е шампион или е второ место и во женска и во машка конкуренција. Во ракометот веќе излегуваме со Израел да играме. Барењето денеска стигне до општина Струмица, 800.000 денари ние обезбедивме. Заведни успеси имаат ракометарите последниве години. Така, од буџетот. Некаде, ако не се лажам, меѓу 10 и 15 ќе бидат двете утакмици со Израел. Едната е таму, едната е тука. Општината ќе биде покровител на овие буџетски потребни средства за нив од 900.000 денари, за да може да патуват таму, да бидат сместени таму, а секако и да бидеме добри домаќини кои ќе дојдат. Овде ракометарите од Израел и тоа ќе биде прекрасен настан. Јас пуштам порака да нашите струмичани одат и Зомимак, ракометарниот клуб, го бодрат максимум, за да може навистина да бидеме плюс играч кој што ќе помогне на утакмицата. Втора новина не е во фудбалот, Тиверија веќе втора лига, има соодветни успеси, заради тоа советниците едногласно донесоа токму за тие два клуба да имаме посебни помошти од по 800.000 денари, за да може до крајот на годината да го додржат тоа што значи плюс помош од бизнис секторот кој што го добиваат. И секако кошаркарскиот клуб е веќе на почетокот на оваа сезона. Ние сме акционери 100% општината, како што и многу други општини во делот на кошарката, имат добар буџет од нас. Јас се надевам дека и приватните стопанственици, кои што треба да пронедат помеѓу 25 и 35.000 евра плюс пари, ќе успеат тоа во тешко време да го смогнат, за да може да имаме добра финансиска конструкција, која што треба да значи навремено плати на кошаркарите, покривање сите трошоци од надпреварите, за да можат кошаркарите да бидат растаретени. Сум
задоволен и од другите спорти. Овие денови бевме покровители на турнирот во тенис, помогнавме со некои 20.000 денари, се обидуваме да ги следиме риболовните турнири, секој фудбалски клуб без разлика дали е во општинска лига, во трета лига или слично, да ги помагаме со програмата, од пинг-понг, буквално до сите клубови кои што се обидуваат да спортуваат, и морам да кажам дека од обезбедените, од неопходните средства на вкупниот спорт во Струмица, преку 80% покрива општината. 20% од бизнис секторот, и тоа е лоша пропорција, не треба да биде така, но најверојатно е соодветна во ова тешко кризно време во кое што живееме сите. Така. Ајде да се префрлиме повторно на тема гасификација. До каде е ширењето на гасоводната мрежа во градот и кои делови од Струмица и домакинствата оваа сезона ќе може да се приклучени на гасоводната мрежа? Прво, јас со гордост зборувам за овој проект заради тоа што ние сме првата системски гасифицирана општина, системски значи со ред, со проекти, со проверки, со стандарди, со секако што треба. И плюс тоа е направено по пат на виртуелен пайплайн или по пат на компресиран и декомпресиран природен газ. Овие денови се заврши гасификацијата на Урбан блок 2, тоа е околу автомотострела, тој блок, се заврши Урбан блок 14, тоа е кај новата католичка црква и студио кафаната, го знаат граѓаните целиот тој блок, и се заврши Урбан блок 20, тоа е веднаш спроти студио до крајот на градот, целиот тој блок, а претходниот дел околу 3000, тие се вкупно 2900 метра, 2880 метра, 3000 метра или 3 километра се завршија уште мај, јуни и јули, мислам дека беше, во неколку урбани блокови, така да денеска имаме близу 20 километри или 20.000 метри гасоводна мрежа во градот Струмица и зоната за стопанство околу неа. Колку домаќинства веќе ќе почнат да се сега граат? ќе ви кажем из домаќинствата, важно е да знаат за граѓаните дека денеска помина цирко сертификацијата, која што е согласно сите европски стандарди и правила за безбедност на гасот. Тоа значи дека мрежата која што се гради се проверува на 6 бара под притисок, да не некаде има пропуст заради безбедност, иако после тоа гасот кој што функционира низ самата мрежа на 4 бара, ги поминавме денеска сите контроли, овие денови ја чекаме комплетната дозвола за да бидат пуштени токму и тие 3000 метри, кои што се новите изградени. Во моментот се приклучуваат 4 до 5 домакинства дневно. Значи некои 40-50 домакинства се во фаза на приклучување и напоменувам. Според динамиката имате ли, не знам, 500-700 колку мислите дека би... Меѓу 150 и 300, зависи од така? граѓаните. Знаете, некој пат сите се ајде ура да го приклучиме, ќе донесеме до приклучокот, недостасуваат пари да се купи нов горионик дома и може да се премости, но ние сме подготвени да излеземе во пресрет на сите барања во урбаните блокови. Се уште се движиме до таа цена 700, околу 700 евра. 700 евра е приклучокот и тоа е најевтината цена во Европа за приклучок. Значи, тврдам за оваа работа. Плюс тоа, што е многу важно, треба да знаат граѓаните. Овие домакинства се првите гасифицирани домакинства во Република Македонија. Скопје отпорано имаше неколку индустрии гасифицирано. Куманова знаат дека има пуштено кон неколку јавни институции, општина Струмица покрај јавните институции, покрај фабрики кои што има приклучено. Овие се првите домакинства во Република Македонија кои што ќе се греат ова грејна сезона на газ. И тоа е своевидна историја. Ќе го пишува во аналите на енергетските проекти, на енергетските студии, кои што ќе ги читат многу генерации натаму, дека сме први токму и во оваа работа. Го кажувам тоа со полна уста, се гордеам за оваа работа, знам колку енергија потрошивме на овој проект, знам колку пари трошиме за гасификацијата на Струмица. Секоја мрежа ја плаќа општината, секоја цевка за мрежата ја плаќа општината, да не биде натовар на граѓаните. Овде немаме ни кредити, ниту некои грантови. Општината нема ниту еден денар кредит во сите овие 8-9 година од кога сум јас градоначалник и заради тоа сум горд дека инвестираме во големи енергетски проекти во ова кризно време. А знам дека тоа ќе се врати многукратно на граѓаните на општина Струмица. Кога да очекува стопанството? Знам дека и домаќинствата имаат... Стопанството, било кој објект може веднаш да се приклучи. Било кој на било кој дел од градот што се наоѓа. Има ли некои кои што и веќе почнат оваа сезона да се Ова сезона да, мислам дека Жито Струмици ќе почнат, дел од објектите во индустријска зона Север, да не ги набројувам Изол Маг, Јока, Жикол најверојатно во тој дел таму.
би требало веќе оваа грејна сезона да користат, и тие не само за грејење на своите канцелари, туку и за технолошкиот процес да го користат. Жито Струмица знам дека ќе има голема заштеда и за нас е исто така добре дојден, од проста причина што троши навечер, кога другите не трошат. И мораме да правиме баланс. Зошто е важно да бидат многу приклучени? Колку што може повеќе куќи, колку што може повеќе фабрики, тоа ќе значи дека ќе набавуваме поголеми количини од Бугарија газ, а кога набавувате поголеми количини има поевтина цена. Колку повеќе количини, толку ќе биде и конечната цена кон порошувачите поевтина. Почна активности за пробивање на улици за зони за стопанството кои што се наменети. По кои делови овие улици веќе почна да се пробиваат? Кои зони ги имаме на располагање? Благодарам на прашањето. Ние одржавме веќе неколку состаноци во општината со граѓаните кои што имаат сопствени површини таму, а општината треба да ги експроприира со постапката на пробивање на улици. Знаете, уште еднаш сакам да потсетам на граѓаните дека во овој 4 годишен мандат јас како градоначалник и општинската администрација сме најголем процент фокусирани во обезбедување на инфраструктура во зоните за стопанство. Зошто? Заради тоа што Струмица има прилично решено инфраструктура, подземна и надземна, и во градот и во населените места. А она што останува во едина се канализациони системи во одредени рурални средини, а за тоа има грантови. Трите гранта, Просеникова, Дабиле, Добрејци, се од Европската, односно се кредитна линија од Европската инвестициона банка, и очекуваме да почнат, но во иднина ќе има и грантови од Европската унија, финансиери, ќе бидат и други финансиски институции, и заради тоа сме насочени реално да обезбедиме колку што може повеќе индустријски зони со инфраструктура, за да има нови фабрики, нови производствени погони и нови работни места. Како политичар сум згрозен од максималната миграција која што ни се случува во државата. Имаме преку 370.000 пред се млади луѓе заминати надвор од Македонија во последните 3-4 години. Ова бројка во Струмица е некаде повеќе од 2.000 пред се млади луѓе. Тоа го видовме сега на почетокот на школската година, кога фалат по едно, по две, по три деца во секоја паралелка скоро. Тоа се огромен број на деца, веќе падна бројот на паралелките од традиционалниот број на паралелки во Струмица. Наталитетот ни е на некое исто ниво, значи не е наталитетот паднат во делот на раѓање на децата, но заради миграцијата е застрашувачки. Од таа причина гледаме дека единствениот мотив за заминување на младите луѓе, а со тоа после и нивните дечиња, голем дел од нив си ги зимат и родителите да им ги гледат децата во странство, е токму немање на работни места, а исто така и слабата плата која што ја зима дури оние кои што се вработени. Се обидуваме во тој дел да покажеме дека може да има инвестиции, не е само холандската инвестиција, ГС Текстил се во фаза на почеток на градба и многу други инвеститори најавуваат градба. Се надеваме дека во иднина и кризата ќе одминат за да ги охрабри пред се и домашните инвеститори да се прекршат и да го фатат постојаниот тренд од минатото, кога имало на 2-3 години нова реинвестициона фаза во нивните фирми или предпријатија во кои што функционираат, а за да има можност за тоа треба да имаме добра инфраструктура. Така да завршивме со пробивањето на Урбан блок 41, сега во моментот се пробива Урбан блок 19, тоа е блокот Лукойл бензинската кон Дабиле од десната страна, позади Лукойл бензинската, целиот овој блок. После тоа пробиваме во зона во елитната населба, веќе влегува булдожерите, пробиваме следува за пробивање Урбан блок 15, Урбан блок 17, 17/1 и 21. Тоа е потегот од Жито Струмица до раскрсницата со Градско Балдовци, значи од левата страна на транзитниот пат, каде што очекуваме нови производствени погони, мало стопанство и слично. Овие денови ќе се пробива околу Агрокор, заради холандската инвестиција, заради нови инвестиции, овде кои што ќе се градат. Денови веќе почнат на работа и во делот на касарната со пробивање на улици. Овде имаме пак обврска, имаме големи комунали од згради што се градат и мора да враќаме во инфраструктура. Следуваат најверојатно до крајот на годината и почетокот на идната пролет пробивањето на Урбан блок 42. Тоа е краварникот познат или Лукойл 2, каде што на излезот кон Василево од десната страна ќе се пробиваат урбани блокови. Крајна цел е во сите тие три индустријски области кои што ги најавивме да отпочне нова инвестициона фаза и градба, за која што трошиме преку 80% од енергијата, трошиме преку 60% од буџетот на општината во делот на капитални инвестиции, се со конечна цел да генерираме надеж за нови работни места. Така, исполнавте холандската инвестиција за неја, но и за патот Струмица Пупчево.
деновиве и изминатиот период има несогласување на општинско и централно ниво. Чија инвестиција е дали и чие проектот за реконструкција на самиот пат, дали на владата или на општина Струмица? Каде настана овие недоразбирања? Еве вака, и вас ќе ве потсетам и граѓаните. Значи патот Струмица Попчево, проектот го изработи општина Струмица. Вкупната ревизија на проектот и новата модернизација согласно стандардите на Светска банка ги изработи општина Струмица. Ние плативме 7 милиона и 200 илјади денари експропријации. И дел уште ги плаќаме, не се сите платени за патот и финансира Светска банка директно. И владата вика да, ама кредитот на Светска банка ќе го враќаме ние. Прво ова влада нема да го враќа. Ова кредитна линија обезбедена 2005 година за локални и регионални патишта, уште кога беше премиер Владо Бучковски. Значи владата, ајде да кажеш, го обезбедила овој кредит за државата, за да може да се прави патот. И го слушам сега премиерот, доаѓа го пушта патот и вели некој ветува, а не остварува, а ние тоа што го ветивме, го остваруваме. Никаде во нивната програма нема да го видите. Нема да го видите и во мојата. Ниту тој го ветил, ниту Заев го ветил. Имавме проект, аплициравме со проект во моментот кога требаше да се аплицира. И заради тоа имаме веќе нов пат Струмица Попчево. Ке ве потсетам, а граѓаните знаат. Пред се граѓаните на Попчево. 1 километар, па 1,5 километар, па уште 1 километар општината со буџетски средства ги градеше од Попчево према градот. Тука не се само тие 6 километри или колку беа сега 4,5 километри кои што се изградени. Другиот дел го изградивме ние со наши општински пари, директно од пари на граѓаните на општина Струмица. И да дојде премиерот да вели некој ветува, ама ние тоа што го ветуваме го не го ветиле луѓето, значи немат блага веза од тоа што го пуштат. Ама нешто е за пуштање, така да ако имате дома и веце за пуштање, може да го викнете премиерот да ви го пушти во употреба, и така се научени. Можете да поминете на поминување кон Банско во зоната во Свидовица, па можете да видите дека таму имаше бомбастична. Зошто стана толку битно дали е проект на општината или на државата кога и онака се пари на граѓаните? Така е. И едните и другите. Зошто стана толку битно? Воопшто е неморално. Воопшто не е добро да дојде премиерот да пушти локален пат. Локалните патишта се надлежност на општината. Регионалните патишта се надлежност на државата. Кога дојде премиерот да го пушти патот Куклиш-Банско, тој го пушташе овој пат, јас се излегов на пресконференција и реков благодарам на владата што го направи овој пат. Многу значаен за сите граѓани кои што живеат во Подгород. Мал дел се. Тоа се Банско, Свидовица, Куклиш и Габрово во Струмица. Но сите други села се под општина Новосело. Го поздравив проектот. Тие се надлежни, тие го направија регионалниот пат. Локалниот пат кој што е под градоначалникот на Струмица, Зоран Заев, и под општина Струмица. Доаѓа премиерот го пушта, како да дојдам јас да пуштам хидроцентрала. Значи каде што не сме надлежни, или аеродромот во Скопје. И лошо е тоа што популизмот продолжува до безсвест, кај што нема граници. Заради тоа се нашалив, ако имате дома веце за пуштање во употреба, може да го викнете премиерот, оти тоа е секаде на пуштање. Зоната Тирзот, кој што е дефиниран како нова технолошка индустријска развојна зона во општина Струмица, е проект каде што учествуваше општината во многу фази. Директно. Ние рушевме објекти таму, за да може да се реализира овој проект. Се стави камен темелник на индустријска зона. Индустријска зона е проектна документација. Камен темелник се става на објект, не камен темелник на индустријска зона. Заврши пред 10 дена беше настанот. Поминете вие или било кој граѓанин, да видите дали има нешто таму освен треви. Нема ништо. Жално е тоа што популизмот оди до таму, каде што на крајот имаме само убави зборови, сечење црвени ленти, фрлање лопати, а на крајот за граѓаните многу добро знаат дали добро живеат или не. Да се вратиме на општинските теми. Делегација на општина Струмица учествуваше на меѓународен форум на општини во Риека. Како помина овој форум? Се уште трае, таму е целата делегација од ЛЕР. Ние сме како бизнис сертифицирани општини, присутни таму со конечна цел, директна понуда преку наша програма
и изработена комплетна презентација да привлечеме колку што може повеќе инвеститори во Струмица. Во цела југоисточна Европа ретки се општините кои што имаат бизнис сертификат, значи општини кои што се атрактивни за инвестирање со сите критериуми и услови кои што ги нудат за потенцијалните инвеститори. Таму се тројца луѓе од Леро делението, каде што се обидуваат да привлечат странски инвеститори да инвестираат токму во нашата Струмица. Ова е форум на многу високо ниво, буквално таму се општини од цела југоисточна Европа. Се надевам дека ќе има ефикасност во делот на нови инвестиции. Така. Кои се активности на општината во следниот период? Што следува на дневниот ред за работа? Најголема преокупација ни е ободниот канал. Сакаме колку што може побрзо да го завршиме. Знаете како се завршува ободниот канал, остана уште некои десетина проценти од неговото завршување, тие се најтешките. Тоа е горниот дел, каде што се пазиме да не предизвикаме клизнување на земјиштето. Завршивме со поставувањето на цементните цевки, сега се наред пластичните цевки, тие би требало полесни да бидат. Знам дека таму работат денеска во извештаите за сработеното, добив дека шахтите се веќе завршени, останува монтирањето на цевките и најверојатно само уште една шахта, за да може да го пуштиме во употреба ободниот канал. Проект кој што е финансиран од буџетски средства на општина Струмица, многу важен за градот и ќе отклони огромен процент од поплавувањето на градот кој што не се случува при големите поројни дождови. Понатаму работиме на нови тротоари. Во моментот граѓаните гледат дека ги санираме сите прокопи од гасификацијата на улиците и на тротоарите. Следуваат втори слоеви на улици во градот и довршување на неколку улици во населените места, кои што ни останаа за буџетот за оваа година. Прилично голем дел, јас сум среќен што пролетта ги завршиме. Најверојатно избори беа, па побрзавме да завршиме голем дел од овој буџет, но продолжуваме да реализираме колку што може повеќе од овогодишното завршување на буџетот. При тоа општината се труди да ги следи спортските клубови, невладените организации во имплементација на проектите. Оти секој еден проект на невладената организација, било која, а ги има преку 40, ако не се лажам, значи завршување на одредена општествена потреба за граѓаните на општина Струмица, така да со имплементацијата на овие проекти ќе имаме уште повеќе решени проблеми во општината. Се надевам, покрај притисокот, минатата недела потпишав 7 писма до сите институции заради почнување на реализација на канализационите системи. Тоа е во Дабиле, Добрејци и Просениково. Големи проекти, 1.100.000 евра, 400.000 евра има наше учество во овие проекти, многу важни за граѓаните. Први како општина во Република Македонија аплициравме, оти ние со наши парици ги изработивме проектите. Тоа се проекти финансирани од Европската банка за обнова и развој. Тендерите ги распишува Министерство за транспорт и врски, они се по тендерите. Да, Груевски беше за тоа на улицата, они го распишаа тендерот за избор на изведувач на патот Струмица Попчево. Заборавив тоа да го кажам. Целта ми е да овие проекти почнат оваа година да се реализираат. Ветувањето беше написано од Министерството за транспорт и врски дека до есента ќе стартуваат. Еве есента на прагот и се надевам дека навистина ќе стартуваат овие проекти во трите населени места. До каде е динамиката со изградбата на црквата Света Богородица? Овие денови, ако не почнале овие денови, мислам дека веќе се почнале, заради тоа што се набавени нови 2 шлепери железо, бетонот е обезбеден и продолжуваме на делот околу олтарот. Има обезбедено некои 30% од скелетните или челичните конструкции за високите делови. Овде имаме голем проблем. Се надеваме дека во текот на целата зима ќе се подослободат за изнајмување и за купување вакви метални конструкции заради високиот дел на црквата. Се надеваме дека до крајот на есента ќе го затвориме долниот дел. Предниот дел е веќе затворен со бетонските градби, делот околу олтарот или задниот дел на црквата, да до крајот на есента го затвориме и за да може понатаму некаде на пролет да расте нагоре самата црква. Апсолутно се надевам дека и граѓаните ќе продолжат да партиципираат. Колку пари има вложено досега и има ли расположение кај фирмите, кај стопанските субјекти? Еве вака. 3 фирми буквално партиципираат во неговата изградба и тоа е многу малку. Другите фирми колку чини досега еве ова досега изградбата фаза која што е направена? Преку 650.000 евра е тоа што досега е направено. За еден објект кој што е висок 54 метра, темелите и подлогите што се под земјата отидоа огромни пари. Тоа се делот на железото и бетонот во темелниот дел на самата црква, но и другиот дел кој што досега е изграден. Од стопанството и од граѓаните, од овие
без трите големи фирми кои што партиципираат директно во него, и тоа партиципираат со железо, со бетон, не со пари, но финансискиот приход од остатокот од фирмите и од граѓаните е некаде околу 43.000 евра, ако не се лажем. Другиот дел е буквално од тие три фирми во изградбата. Јас апелирам, градиме соборен храм, секој колку што може. 10 денари 10. Од оној што ги има дома помали приходи, 10 денари се повредни, реално од оној што е побогат и може да даде повеќе, но партиципацијата во обезбедувањето на средства за доизградба на соборниот храм е важна работа. Тоа представува светилиште наше, Божји храм за сите, никој дома не го носи, и при тоа представува одличен споменик на културата, кој што верувам дека ќе го привлече дополнително вниманието на граѓаните од цела Македонија и надвор од Македонија за посетување на Струмица. Така. А настаните и случувањата кои што беа поврзани со работата на општина Струмица ги исцрпивме, меѓутоа морам да ве прашам за коментар за обвинувањата од политичкиот опонент изминативе денови за наместените тендери, непотизам во работата на општина Струмица. Ајде да го искоментираме. Вака, јас секој пат сум бил отчитен и овде ќе се обидам да бидам аполитичен, туку како градоначалник да дадам одговор, заради тоа што граѓаните очекуваат одговор од градоначалникот, а не од претседателот на СДСМ. Овие пресконференции се држат по трет пат. Прв пат ги држаа пред парламентарните избори 2011 година, истите пресконференции за истите фирми. 28, 29 октомври, 30 октомври, минатата 2012 се држаа истите пресконференции и сега ја држат истите пресконференции. Ако три пати држат пресконференции, граѓаните може да замислат колку пати дошле инспекциите за ова работа. И тоа целото го исконтролирале. Деновиве имаше ли инспекции во општината? Овие денови нема, но очекувам да дојдат секако инспекции, јас ги повикувам, буквално ги молам да дојдат и да го проверат тоа што досега 3, 4, 5, 6, 7 пати, зависи за кој тендер се работи, го имаат проверувано. Една работа ќе кажем. Опозицијата може да критикува власт. Зошто? Заради тоа што ги нема под своја контрола инспекциите, ги нема органите на прогонот, и таа може да критикува вака. Но власт, под која што се сите инспекторати, сите органи на прогон, наместо да ги пушти да тоа го провера, дали е така по закон или не, таа излегува на пресконференција, кажува се. Никогаш не сум се криел дали некој конкурира во општина Струмица. Секој пат сум бил отчетен до крај. Дали тоа Зови Промет дал, не знам, или тргопродукт 109.000 денари на комуналец, феферони или корнишони. Кога ќе огледате дој документот што го пријавија, вика тргопродукт дал 109.000 денари на комуналец, корнишони и феферони. Веднаш на него 4 места е Алмакс, кој што дал 400.000 денари зетин. И не сум се криел. Ако сум сакал да се крием, ќе го правам тоа преку X трети фирми и секој пат ќе ја избегнувам таа работа. Како што тоа го прави власт, буквално. Не се крием. Овие фирми функционираат овде. Законот пропишува кога Вице Заев или Панче Заев или мојата мајка легализира објект, бара одобрение за градба, таа се обраќа кон градоначалникот на општина Струмица, значи нема право да гради. Исти е случајот и за ова. Секој пат се знае кога има судирни интереси, кој одлучува, во каква постапка, кој се потпишува. Тогаш има овластено човек од Советот на општина Струмица, каде што има судирни интереси. Законот го дефинира судирот на интереси до трето колено. Буквално значи и до мој втор братучет. Имате братучеди кои што не се имате, например. Еве јас немам такви, но некаде има. Дали тоа значи дека тој братучет не смее да добие данъчно решение од општината, фирмарина да плати, дали одобрение за градба, дали локацијски услови, урбанистички план, дали не може да легализира објект, сите имат за легализација објекти или слично. Заради тоа законот определил како во таков вид на постапка се носи одлуката. И апсолутно се е согласно закон, се е честно изработено. Кога спомнуваат фирмата Јаворшпет, значи јас не кријам, Горан Крстев е мој пријател, но таа е фирма која што дава плати во општина Струмица. Ако еднаш била Окта, друг пат бил Макпетрол, трет пат бил Лукоел, четврт пат бил Јаворшпет, победил на тендер. И тоа не значи дека он доставил 18 милиона, 70, 100 милиона, доставил нафта на училиштата, на градинките, на комуналец, на општината, директно. И во нафтата тендерот е на 0,5 на 1 денар разлика, и така се добива. Нафта е тоа. Не може да имате 10 денари разлика во цените по пат на јавна набавка, кои што постапки се комплетно исконтролирани, и тоа по налог од страна на власта, за да се фати Заев дали некаде се огрешил по законот.
се е поминато, неколку пати исконтролирано и за жал се води една хајка, една кампања, која што на крајот најверојатно кривично ќе гонам, не оставам вака, заради тоа што ако јас сум должен како политичар да ги трпам и да ги пречекам награди сите обвинувања, не значи дека и моите роднини, први брат учеди, брат ми, сите се должни тоа да го трпат, валкајќи го нивното име и името на овие правни субјекти кои што дават 450.000 евра плата секој месец. Први доаѓа додека се свестите и дават 450.000 евра. Секој пат граѓаните на Струмица знаеле кој е Заев. Со сите своји предности и слабости. Јас сум обичен човек кој што може некој пат да сгрешил. Но ако сум сгрешил, секој пат сум знаел да се коригирам во грешките. Овде е се честно согласно закон. И ако зборуваме за непотизам, немам јас директор или, не знам, раководител од Заеви. Како што премиерот ги има браќата ми Јалкови околу него за сите позиции. Вие го прашавте прашањето, јас морам да дадам честен одговор на крај. Значи тоа беше првиот дел од емисијата. Ви благодарам за учеството. Се разбира, ние продолжуваме за 15 минути, кога ќе дојдеме повторно во студиото со прашањата кои што вие, почитувани гледачи, ги испративте во нашата редакција или пак ги поставивте директно преку телефон. Се гледаме за кратко време, останете со програмата на Канал Вис. Почитувани гледачи, ова е емисијата Отворено со градоначалникот. Почнуваме со вториот дел од самата емисија, наменет за прашањата кои што вие ги имате поставено до господинот Зоран Заев. Господине градоначалник, дали сте подготвен за одговарање на прашањата? Немаме прашања од претходната емисија. Имаше сугестии кои што се дадени. Така, еве ги првите прашања за оваа емисија. Минатата емисија сакавме одговор на прашањето за рушење на куќата кај стариот кружен тек, кај Џоро, за да се отвори џебот. Така е. Значи, јас дадов одговор, требаше исто така да се јават граѓаните, за да може да објасниме како ќе се решава целата таа работа. Таму има една куќа, каде што треба да биде срушена, но постои постапка за целата ова работа. Очекувам стварно граѓаните да се јават во општина Струмица, за да закажеме состанок и да објасниме целата постапка, за да знаат како. Почитуван градоначалниче, во претходната емисија многу ни се допаднаа прашањата, само едно ме збуни кога ве прашаа колку луѓе имате запослено од изборите до денес. Не ми се допадна кога рековте како грешен ѓавол се молите, зошто затоа ве избравме. И оваа задача е и ваша задача. Колку можете, помагајте на луѓето, вие сте на власт во Струмица, вие сте одговорен за се. Многу поздрав, анонимен граѓанин. Убаво е така како кажуваме, но убаво е да знаеме дека не сум одговорен за се, јас сум одговорен за она за што ме избрале граѓаните, а тоа се надлежностите на општина Струмица, комуналните, урбаните услуги кои се дават од општина Струмица. Градоначалникот не е за вработување, тоа е централната власт. Но имајќи во предвид дека пред секај нас се надлежностите од образованието, ние вработуваме кога ќе се испразни некој наставник, учител или слично, или воспитачка во градинката, тогаш на тие упразнети места вработуваме други луѓе. И тоа е многу малку. Затоа најголем дел од вработувањата кои што ги имаме остварено во овие 8 години се во приватниот сектор и тоа буквално се мола кај бизнисмените. Тоа не е моја обврска. Реално, заради тоа што бизнисмените се приватни стопанственици, газди на тие фирми, они одлучуваат кој ќе вработуваат, а кој не. Јас ги замолувам заради тоа што имаме секакви случаеви, самохрани мајки, луѓе кои што немаат дома никаков приход и слично, да може да обезбедат место работно плюс, како би можело сите тие наши сограѓани да ги гледат своите деца. Од тие причини и продолжувам да се молам. Дај Боже да имат капацитет приватниот сектор уште повеќе да отвара работни места. Заради тоа објаснува во првиот дел на емисијата колку се трудиме да предизвикаме нови инвестиции, оти ако некој инвестира, сака не и ќе отвори работни места, каде што ќе се вработат наши сограѓани. Јас продолжувам да бидам максимално позитивен. Реков како грешен ѓавол, знаете зошто? Заради тоа што кога ги молите бизнисмените, преку 90%, има и честни исклучици, да, преку 90% барат да се врати. Тоа враќање најчесто на прагот на законот, дали може да се даде одобрение, па на рати комунали, па одредено прогледување преку прсти, а при тоа целото тоа мора да биде законски. Но колку треба ќе трошам време, енергија, трагајќи, читајќи по законите како можам согласно закон да излезам на сите барања на бизнисмените, се за крајната цел за возврат да може да отворат 1, 2, 3 нови работни места како би се изгрижиле наши сограѓани. Следното прашање малку подолго, ќе се обидам точно да го прочитам.
Господине Заев, жалам искрено за настанатата ситуација што се случува со вас и вашата фамилија, што секој ден ја спомнуваат преку телевизија, но можеби имаат право, бидејќи и ние од улицата Илјо Шопов сме изложени. Мојата фамилија од 6 члена гласаше за вас, агитирав и кај комшиите да гласаат за вас, а на крајот ја избришавте од програмата на буџетот за нова водоводна мрежа. Бидејќи истата е стара 48 години, од 1965-та, а во буџетот ви беше планирана за обнова. Сега ја префрливте топката кај комуналец, бидејќи немал пари за плати, а камоли за нова мрежа. Сега ми приговараат за агитацијата, оти те знаеле дека лажете. Активистите на СДСМ се приклучени, симпатизерите не се ни познаваат. Како да не сме во Струмица. И ние плаќаме даноци како и другите, а не заслуживме да пиеме чиста вода. Цевките се скоро запушени со нечистотија. До кога? Примам секако вид на критика и реално овде сте во право заради тоа што оваа ставка ја избришевме од буџетот поради недостаток на финансиски средства. Но ветувањето, и вие најверојатно кога сте агитирале за мене или гласале за мене на локалните избори, беше дека во мандатот, доколку го добијам, ќе ја завршам и оваа улица со новата водоводна мрежа, тоа е улицата Илјо Шопов. И реално ова ветување е до крајот на овој мој мандат. Јас ќе се обидам уште 2014 година, се надевам дека ќе има доволно средства да ја возобновиме мрежата на Илјо Шопов, заради тоа што покрај транзитниот пат и Илјо Шопов и Ката Поцкова на таа страна и паралелните улици кои што се позади земјоделското школо Мито Хаджи Василев, Јасмин, Панче Пешевдел и слично, се за возобнова на водоводната мрежа. И од тие причини, заради недостаток на средства, ја одложивме оваа година. Се надевам дека ќе имаме доволно средства за наредната година да ставиме пари во буџетот. Тоа се преку 3-4 милиони денари средства за да може да биде возобновена водоводната мрежа за Илјо Шопов. При тоа, дали сум лажач или не, тоа е ваше право, јавно го кажувате. Јас сум тоа што е направено во општина Струмица. Ниту сум повеќе, ниту сум помалку. Се гледат делата, ако се малку, најверојатно сум лажач, ако се доволно, тогаш сум тој што сум. Следно прашање, група граѓани од Јанко Цвединов, на сметките за вода стојат салда од пред 15 години. Дали ќе бидат избришани? Со секое бришање на овие застарени салда, комуналец треба да плати данок на добивка. А тоа не е реално данок на добивка, заради тоа што тоа не е наплатена вода. Од тие причини неколку пати и ние, но и сите скоро комунални предпријатија во државата, не скоро, сите комунални предпријатија, има иницијативи пред владата да може да се донесе закон за бришење на овие ставки. Оти ако се избришат 1000 денари стар долг, кој што е застарен долг, ниту може да се отужи, ниту ништо, сепак треба комуналец да плати на 1000 денари 110 денари данок на добивка. А таа добивка реално не е остварена за да биде платена. Тоа е во делот на законската регулатива и од тие причини се додека не се донесе закон, ќе стојат во сметките како ненаплатен долг. Поздрав до градоначалникот од Стојан од Сачево. Се работи за неодамна ископаниот канал во индустриската зона во Сачево и прашува дали ќе биде отворен или затворен тип. Ако е од отворен тип, како ќе пристапиме до нашите ниви да го собереме родот и какво ќе биде решението за оваа проблематика? Затворен тип е каналот, кој што е за потребите на индустриската зона Сачево и најверојатно тоа одреден период додека се постават цевки и да биде затворен каналот. Две прашања од граѓанин. Докаде е поставувањето на новиот асфалтен слој на улицата Бел Камен, бидејќи истата е во лоша состојба и поради напукнување на водоводната цевка, улицата е во уште полоша состојба. Така и Славчо Стојменски на долниот дел после кај што завршува Бел Камен исто така има проблем. Денеска имав состанок со генералниот директор на Гранит, господин Страшо Милковски, каде што побарав реално после долго време да бидат алоцирани асфалтните бази кон Струмица. Тие работат за државата, доста проекти, знам дека не се стига на сите страни, но за жал се уште до средината на октомври нема да може да дојдат самите асфалтни бази и финишерите да ги асфалтират. Некаде втората половина на октомври ќе почнеме со асфалтирање во градот Струмица, каде што ќе почнеме секако една од првите улици ќе биде Бел Камен заедно со Славчо Стојменски. Второто прашање, дали е планирано да се исчисти пореот на Плачковица, односно на каскадите кои се полни со нанос и истите не се во функција и при обилни дождови ќе се поплавува долниот дел од градот? Ова прашање ќе го земам заради тоа што
За чистење на каскадите обично општината не плаќа пари, туку самиот насип кој што го зимат фирмите кои што се нафаќа да ги исчистат, си го користат за своји потреби, така да како прашање ќе го земам за сугестија да можем да го дадам на некоја, се надевам, заинтересирана фирма која што бесплатно ќе дојде да го исчисти овој насип од каскадите над улицата Плачковица. Коментар од граѓанин: тополата е највисоко дрво од сите страни, ветер го мава, ама не се крши, така и со тебе. Оваа хајка не е прва и нема да е последна, но народот веќе не ги регистрира. Поединечните пред се финансиски проблеми се толку големи што немаат луѓето сила да се ситат на партиските мегафони на власта. Благодарам на поддршката. Следно прашање: до почитуваниот градоначалник имам две прашања. Прво, ветувавте дека надписната табла на Момин Бунар ќе се реновира. Во колку не се распаѓа? Тоа е најверојатно е стара надписната табла и треба да ја реновираме, да. Второ, на улица Крушевска република од куќен број 188 до 192 има потпорен зид од сув камен. Овој зид во најскоро време ќе падне и ќе направи големи последици. Затоа бараме да се направи од цемент, се работи за должина околу 35 метри. Во колку се направи улицата, ќе се прошири за околу 2 метри. Ќе земам ова прашање за да можам стручните служби да го разгледат дали е тоа така. Доколку е така, ваквите ставки 35 метри потпорен зид се прилично големи средства, ќе мора да го ставиме во буџетот за наредната буџетска година. Но еве ќе дадам налог веќе да постапуваат согласно оваа ваша сугестија. Повторно коментар од граѓани за шпионажа на државата од страна на вработени во државни служби, пред се вработени во владеачка партија. Во светот влади паѓаат со цел да ја дефокусираат јавноста од тој скандал, а со тоа и да го скренат вниманието на опозицијата, се измислија тема за некакви набавки кои ги слушаме секој избори. Срамота е секој ден иста лента да врти. Ние во Струмица знаеме кој е кој и ве молам така продолжете. Благодарам на поддршката. Прашање од граѓанин: Господине Заев, гледач од Куклиш, пишува: сакам итто да се сретнам со вас, бидејќи бев малтретиран кога поднесував субвенции од членови на ВМРО ДПМН, кои ургираа само за нивни членови. Сакам директен разговор со вас во вашиот кабинет и има оставен мобилен телефон. Ќе го земам телефонот, ќе ве побараме за да може да разговара. Поздрав до градоначалникот, кога ќе биде поставувањето на споменикот Гоце Арнаудов во малиот градски парк? Се надеваме дека за 11 декември, празникот на градот, свети 15 тивериополски свештеномаченици, ќе бидеме готови за да го поставиме. Следно прашање: дали е во план да се асфалтира улицата позади дисконт Терзи спрема Дабиле и кога се оди спрема Дабиле? Не. Таму ќе имаме пробивање на улица, тоа е Урбан блок 19, а еден дел токму позади Терзи е Урбан блок 18. Во фаза на донесување на урбанистичкиот план за Урбан блок 18 сме при крај. Ако се донесе до крајот на оваа година, ќе можеме да алоцираме средства за 2014 година за асфалтирање на улици. Следното прашање повторно за асфалтирање на улица Белкамен. Дадовме одговор. Посебно ме радува проектот гасификација, ако не друго, барем училиштата, градинките и болницата ќе бидат гасифицирани. Имате ли информација дали оваа зима ќе бидат стоплени пациентите во нашата болница? Болницата не, за жал. Уште минатата зима беше понуден проект на болницата, комплетно за да биде гасифицирана болницата. Цевката е до, како го нарекувавме, маларичното оделение или инфективното оделение во Струмица, значи на самото ќоше на општата болница. Ние сме подготвени доколку болницата е подготвена. Јас знам дека кај менеджментот на болницата има добра волја, заради тоа што едноставна е работата, ако се гасифицират ќе имат преку 150.000 евра заштеди пари, кои што може да ги употребат секако за многу работи во нашата општа болница, но денеска исто така знам дека министерот за здравство на пратеникот Орцев му има одговорено дека нема намера да гасифицира болницата во Струмица заради тоа што проектот бил на Заев. Жалам, но најверојатно само болницата нема да биде гасифицирана. На улица Народен борец, работниците на Комуналец не ја метат улицата. Се собира многу ѓубре, особено од зградите во изградба во касарната, а по тротоарите има и многу трева. Ве молиме да превземете конкретни мерки за ваквата состојба. Ќе дадам сугестија, значи нема да одговорам на редната емисија, но на Комуналец ќе дадам сугестија за улицата Народен борец.
Група граѓани кои живеат на улицата Крушевска република прашуваат кога е планирано повторно чистење на каналот на оваа улица од кружниот тек до мостот на транзитниот пат. Значи, најверојатно овој викенд веќе ќе почнат. Дава в образложение во првиот дел од емисијата, уште овој викенд најверојатно Крушевска република ќе се чисти. Следно прашање од гледач од Добријци прашува дали ќе има исплата за поплавените куќи. Пуштивме 2 интервентни писма, заради тоа што во соседните општини слушнавме дека се стигнати парите, во општина Струмица се уште не се. Се надеваме дека во овој период ќе стигнат, заради тоа што поплавите беа во исто време во сите општини. Кога ќе се гради игралиште на улицата Ката Поцкова, Боро Поцков и кога ќе се асфалтираат краците? Игралиштето ќе се гради најверојатно наредните години, може 2014 година, заради тоа што е понудена како проект на владата, како локација. Тоа е веднаш позади студио, оваа голема парцела што стои таму помеѓу зградите и куќите, и со таа намена се надевам дека 2014 година ќе се направи тоа игралиште. Друго прашање, што се планира со улица Струма, дали е решен спорот и конечно да добиеме пат? Да, решен е спорот, платени се парите, се надевам дека во скоро време ќе се реализира. Докаде е постапката со асфалтирање или поплочување на просторот кај амбулантата? Кај која амбуланта? Да не е за некое село, не знам, не е наведено, ова е пристигнато прашање. Значи, имаме една улица за втор слој кај амбулантата во втора урбана заедница, тоа е улицата Младинска. И ако се работи за тоа, до крајот на оваа година ќе биде поставен вториот слој, ама велат и поплочување на просторот кај амбулантата, најверојатно може кај некој од населените места. Еве наредната емисија оставаме простор да повторно го поставите прашањето. Следно прашање, поддршка за работата на градоначалникот, иако сме членови на ВМРО ДПМН, сепак даваме отворена поддршка за градоначалникот и сметаме дека сите напади по негова адреса за тендерите се само обид на владата да се дискредитира работата на градоначалникот. Прашање колку нови тендери се распишани, ако може да одговори градоначалникот и дали смета дека се во тек ВМРО ДПМН со истите и што можат во ситуацијата да направат. Општина Струмица традиционално распишува многу постапки. Што значи тоа? Ние соработуваме со 400 фирми, односно трансферираме пари на 400 фирми. Дел се државни институции, како Националната установа Дом за култура, кон болницата имаме трансфери на пари, не знам, кон музејот и слично, и тоа се нормални соработки. Имаме секаков вид на фирми. При новите тендери конкурираат сите фирми и се надевам дека квалитетно ќе ги завршат работите. Јас не ги делам фирмите на нивни, наши, ваши или не знам какви. Сите тендери се согласно закон и секој мора од кога ќе го добие тендерот да согласно тоа што го има понудено квалитетно да ја заврши работата, а општината се труди навреме согласно постигнатите рокови во понудата да ги плати и парите. Зошто не се отвара улицата Мара Минанова? Платено е се, но се уште нема никаков резултат. Не е платено се во Мара Минанова, таму имаме постапка за експропријација отпочнато на една куќа која што не е легализирана и земјиште на собствениците на бесправната куќа. Веднаш штом заврши постапката ќе ја допробиеме самата улица Мара Минанова, иначе дел од Мара Минанова е пробиена веќе. Во врска со гасификацијата, читам во последно време како Република Македонија е многу далеко од подпишување договор со Русија за гасификација, а уште подалеку од реалноста гасот да протече низ државата. Прашањето е дали намерно се прават улави или немаат простор за финансиски маневар. За перење пари па го избегнуваат примерот на Струмица која е реалност и започит од целиот регион. Гасификацијата како проект е храброст. И кај него морате честно да пристапите ако сакате да го имплементирате како проект. Самиот гасоводен систем во Република Македонија чини 400 милиони евра, од прилика по проценките на стручните луѓе, и тоа е нешто помалку од спомениците во Скопје. Но самата гасификација ќе носи заштеда од преку 500 милиони евра годишно на граѓаните, стопанството и јавните институции заедно. За жал, јас кога објаснував зошто Струмица се гасифицира по пат на виртуелен газ и користејќи ја положбата на близината со Бугарија, зборував дека ќе дојде и 2020 година се уште нема да има цевка на газ до Струмица, и тоа се случува. Годините одминува, 2013 година ќе одмине, ние зборувавме на таа тема 2009 година, се уште прават проекти, физибилити студии, кажуваат дека ќе пуштат еден крак
а вистинската работа е што немат намера да реалоцираат средства за имплементација на гасификацијата. Ако можела Струмица, ние сме само една општина во Македонија, 13-14 по големина, да сами со сопствени пари изградиме мрежа од 20 километри декомпресорска станица да поставиме, да ги адаптираме сите училишта, сите градинки во градот, општински институции, владата може ако сака, но за жал, најверојатно, овде не гледат корис, кер, провизии и слично, и заради тоа го одложуваат, 8 година се на власт, проектот гасификација. Во преродбата за 100 чекори имаше гасификацијата, 2008 имаше, 11 на новите парламентарни избори имаше, и за жал, најновото ветување е дека првата цевка ќе се пушти 2018 година, а оваа влада има мандат до 2015. Следно прашање, уште од мај оваа година имам поднесено писмено барање до комуналната инспекција за решавање на мојот проблем, за кој до денес немам добиено никаков одговор, туку само неодговорен однос на вработените кои кога и да се пријавам во канцелариите на комуналната инспекција, за да прашам до каде е дојдено со моето барање. Односот на вработените беше како ние граѓаните да не постоиме за нив. И проблемот се го префрлаат од еден на друг како да не знаат кој од нив треба да го разгледа мојот проблем. Се работи за голубарникот на мојот комшија на улица Првомајска, број 5, кој го има изградено на државно земјиште и под мој прозор, од каде се шири неподнослива миризба. Се прави штета на мојата куќа и истовремено го нарушува мирот и спокојството на моето семејство. Случајот го пријавив уште во мај, бидејќи мислев дека проблемот ќе биде навремено решен и нема да го видат ова ругло гостите кои ги очекував од Австралија. Но оваа состојба не се реши, а гостите се чудеа како локалната власт не реагира во вакви случаи. Со надеж дека ќе го разгледате овој случај, а истовремено ќе ја видите ажурноста на комуналната инспекција, ве поздравува фамилија Гошеви од Струмица. Благодарам на сугестијата. Една од причините зашто сме на овие емисии е токму впечатокот на граѓаните кога не постапува одредена општинска служба, ова директно на состанок ќе биде разгледан од моја страна. Благодарам на сугестијата. Поздрав до градоначалникот од граѓаните на улица Орце Николов. Поздрав и до вас. Поздрав до градоначалникот од граѓани на улицата Крушевска и Ката Потскова. Имаме две прашања до вас. Кога ќе биде завршен одводниот канал? Се надеваме до крајот на годината. Јас, знаете како граѓаните кога прашуваат, барат датуми, месеци, тежок е проектот. Тоа е владин проект, ние го презедовме да го завршиме заради тоа што беа дигнати раците од него. Се мачиме да го дозавршиме и се надевам дека оваа година ќе заврши овој проект. Второто прашање, мислам дека се преповторуваме, кога ќе се чисти поројот на Крушевска република? Да, уште најверојатно уште овој викенд ќе почне со чистење. Негодуваме за односот на владата спрема општина Струмица и градоначалникот кои гледаат по секоја цена да го девалвираат истиот, а не гледаат од друга страна економската ситуација во државата и народот тоне во беда и сиромаштија. И што со овие роучоа кои ги прави владата и троши само народни пари за шетање и никаков ефект од истите? Што мисли градоначалникот, дали со вакво шетање има ефект врз економијата? И што фајде од ваквиот однос на владата? Значи ефектите, граѓаните ги чувствуваат дали има ефекти или не, а се трошат огромни милиони евра, кој оди делегација, оди цел авион. Тоа се огромни пари. Цел свет го прошета, ефектите ги чувствуваат граѓаните. Да не ги коментирам јас. Жално е. 370.000 пред се млади луѓе ја напуштиле Македонија. Тоа се нечии синови, нечии керки. Знаат родителите како им е без нив, но знае и нашата Македонија што изгубила при секоја миграција на млади луѓе. Губи потенцијал, енергија и добра иднина. И се надевам дека тоа граѓаните ќе го почувствуваат и да знаат дека секој е важен кога се носат крупните одлуки кои тоа да ја води државата. Морам да кажам дека она кое што и се случува на Република Македонија, како човек прилично упатен во општеството, ме загрижува до крај. Да не ги кажам зборовите до кога до крај, значи до самиот крај, и се надевам дека конечно нешто ќе се смени во оваа наша Македонија, за да може да кажеме дека има надеж и за нас македонците да живееме подостоинствен живот, а не вака од шупло во празно, сите со кредити, извршители харат на сите страни, не знаете дали ќе можете следниот месец сметките да ги платите, дали може децата да ги студираме, а да не зборуваме дали може рамноправно како сите деца од Европа, ако одлучат во Милано или во Виена да студираат, дали ќе може да одат да студираат. Така да ние одлучуваме за нашата иднина и се надевам дека ќе носиме одлуки како што треба.
Следно прашање, не интересира колку пари истроши за овие 10 дена буџетот на општина Струмица за Опен фестивалот. Дали тоа е реално што го правите? Ние сме сиромашна држава, не сме за такви луксузи да правиме. Убава е таа идеја да ни се допаѓа, не е убаво за тоа што нема кој да им помогне било за болница, било за нешто убаво. Ако некој дојде и ви тропне на врата да побара 500 евра за болница, дали буџетот ќе му помогне? Поздрав. Сите граѓани знаат дека општина Струмица помага на секој граѓанин за било која потреба, иако не е надлежна во делот на социјалните или здравствените проблеми, но се трудиме да помогнеме. Секогаш кога не може тоа општината да го направи, солидарно наоѓаме пари со помош на луѓе, бизнисмени, да им се помогне на граѓаните. Имам обезбедувано пари и по илјадници евра за лекување на деца во странство, за одредени проблеми кои што ги имат одредени семејства, да не ги нотирам сите овде, и секој пат се трудиме. Општината има обврска да организира културни манифестации од ваков карактер. Зошто? Тоа е еден од начините каде се помага на малото угостителство, на малото стопанство и она што значи обезбедување на постабилни услови да дават плата. Тие наши бизнисмени кои што имат кафичи, ноќни барови, мали дуќани за прехрана, бутици или слично, со присуството на толку многу луѓе се прави одреден промет и се обезбедува финансиска стабилност на дел значаен од стопанството, а со тоа и финансиска стабилност за плати на наши сограѓани. Почитуван градоначалниче, вие како да имате некоја господова дарба, бидејќи сте помогнале на многу наши сограѓани. Го познавате целиот град и општината со сите слабости и доблести, а и сите населени места од општина Струмица. Струмица ја направивте вистински велеград на кој сите струмичани, а и однадвор, се гордеат со направените булевари, затворениот пазар и плоштадот. Останете за секогаш ваков градоначалник. Благодарам на убавите зборови. Јас секој пат велам, јас сум само обичен човек, кој што го краса делата. Ако ги има доволно, тогаш сум окей. Ако ги нема доволно, реперот може да го правиме со сите други општини во Македонија, тогаш секако граѓаните носат одлуки на избори. Јас се гордеам со нашата Струмица, урбаното организирање на градот и населените места и решенијата кои што ги имаме во овие години позади нас се доказ за тоа какви сме, кои сме и што тоа има направено. Следен коментар од граѓани, колку што сме запознаени во Струмица, имате низ градинките вработено многу мајки со татковци. Сега не го разбирам ова, а пак мајки самохрани немате вработено. Тоа е најболното кај вас, градоначалниче, ќе видиме кој кого ќе запосли и двете партии одите контра, а ние народот патиме. Но градоначалниче крајот го краси делото. Малку неразбирлив коментар. Така, најверојатно сака да кажат дека се вработуваат жени кои што не се самохрани мајки, а самохраните мајки се уште не се вработуваат. Јас имам евиденција секогаш каде сме помогнале, некој пат треба да се допомогне и таму некој кој што ќе вработите, па да има сенс од страна на неговиот раководител кон него заради специфичноста на состојбите. Имам вработено сигурно преку 50-60 самохрани родители, за да може да помогнам во издршката на нивните семејства и ќе продолжам секогаш да давам примат во обезбедување на работни места на лица кои што се самохрани родители. Следен поздрав до вас од анонимен, вели голем поздрав до вас и вашиот тим со кој соработувате, вие сте човек со срце и душа кој им помага на многу граѓани. Ви се заблагодарувам за помошта што ни ја дадовте на нашето семејство. Благодарам и на вас на убавите зборови. Продолжуваме, пишува Благица Ѓоргиева. Почитуван градоначалник, ве прашувам дали сте запознаени со случајот на самохраната мајка која сака да ја иселат на улица. Јас како повозрасна жена и мајка сочувствувам со судбината на оваа жена. Затоа на директорот на стамбиното му порачувам и ѓаволот знае да го цитира Светото писмо. Една работа, јас го знам случајот, запознаен сум, се работи за стан на Моше Пијаде, број 42, каде што живее самохрана мајка, работи во болницата и гледа две деца. Двете деца се веќе големи, едниот е средношколец, другиот е на студии и за жал сега е во постапка на иселување од овој стан. Јас ја охрабрувам да обстои на оваа работа во таа борба заради тоа што ние во уставот имаме дека сме социјална држава и дека водиме грижа за нашите семејства.
Од таа причина ги нудам сите мои расположливи ресурси од адвокати, да платам приватно, од она што можем да го помогнам институционално, да се помогне на семејството, но еве јас пуштам апел до јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, да не го прави тоа, оти греф. Греф е заради тоа што ако е намерата да по партиски линии се извади едно семејство, а се даде на друго семејство, заради тоа што некој е поддржувач на некоја партија, верувајте, жената не е припадник на ниедна партија, работи во здравството, хумана професија и помага на луѓето таму кај што Господ е дарувал со нејзиното здравје, и на крајот нема да донесете среќа никому ако при тоа нанесете несреќа на некој друг. Од тие причини апелирам да не се прави тоа кон оваа самохрана мајка. Следно прашање велат дали знае градоначалникот по кој критериум и во која постапка фришоповите на граничните премини се дадени на стопанисување на луѓе блиски до власта и не било кои, туку оние кои пукаа и сеја страх на последните локални избори во Струмица. Ги знам сите детали, ги знам постапките, како тоа е направено, критериумот е ВМРО ДПМН. Следно прашање би сакале да ве потсетиме за Опен фестивалот. Това ми се допаѓа идеја на младите и се радува затоа што многу народ имаше во Струмица, а незапослени без работа и уште толку да има забави, тие ќе се забавуваат. Оваа вечер многу млади имаше упропастено, дрогирани и пијани. Се плашиме ние родителите од Мирен град да не стане како во западните делови од земјата. Може со право е стравот. Секој пат има различни мислења. Ако и прашаме младите, сите сакаат да расте Опен фестивал Струмица и ние сме должни да го почитуваме она што значи барање на мнозинството граѓани. Реално Струмица Опен фестивал е голема културна манифестација, придонесува за афирмацијата на Струмица, го полни буџетот на многу фирми во Струмица кои што дават плата на нашите сограѓани, луѓе што доаѓаат овде остават пари во Струмица, а при тоа сите се забавуваат и тоа мислам дека незаборавно се забавуваат. Навистина фестивалот е доста респектабилен и секако да има и пијани млади луѓе, но можам да кажам дека немаше ниту една тепачка, ниту еден инцидент кој што се случуваше во текот на овие 10 најстрикни дена кои што беа крстени, така да навистина плусовите се многу повеќе отколку ако има некој минус, а тоа е најверојатно грижата на родителите кои што имаат млади дома, кои што секако се еден дел од младите кои што знаат можеби и да се напијат, но верувајте, јас сум задоволен заради тоа што немаше никаков инцидент, никакви тепачки, освен забава. Почитуван градоначалник, бидејќи сум стара баба, можам да те наречам и Зорене. Најпрво ти ги честитам сите успеси за Струмица што ги постигна и така сакам да продолжиш. Сега сакам да те прашам но повеќе како замолување зошто патот до пензионерскиот дом на кај летната Бавча парк е стопиран, до кога ние пензионерите ќе дишеме прашина. Ве молиме да ни помогнете да се заврши патот покрај пензионерско. Однапред ви се заблагодаруваме. Сум информиран за случајот, ме информираа службите. Се гради пат на приватна иницијатива на собственикот на новиот објект на локацијата на бившата летна Бавча. Тоа е наш сограѓанин кој што е веќе жител на Струмица и добро е тоа што го прави. Се обидува да направи пристапен пат за себе, но тоа е и за граѓаните. Тоа е улица кој што се реди со бекатон плочки, но за жал не е зацртана во планот. Заради тоа самите инспекции излегли на терен и го забраниле тоа. Бараме начин како да се најде времено поставување или некакво одобрение за времено поставување, заради тоа што ме информира дека и граѓаните таму даваат поддршка на оваа работа. Дадов налог да се провери дали тоа е така. Ако навистина граѓаните, барем во мнозинство, се убедени дека со тоа ќе имат придонес плюс во поставувањето на ваков урбан објект од времен карактер, тогаш општината ќе издаде решение за времено поставување на овој објект, за да може да се дозаврши. Но ве молам за уште малку трпение, за да може да се заврши целата процедура, согласно која ќе одлучиме дали ќе се продолжи самата улица или ќе биде до крај стопирана и нема повеќе се реализира. Следното прашање е со ракописи, се извинувам ако некаде погрешам. Почитуван градоначалник, овој пат се јавуваат група пензионери, крстосувачи низ градот. Почитуван градоначалник, примете ги нашите срдечни поздрави, бидете храбри, балонот навистина се дува и наскоро ќе пукне.
И овој пат поставуваме 3 прашања. Прво прашање, предлагаме комби возилата да се паркираат во подземната гаража. Тоа е подобро и за патниците кои не се изложени на временските непогоди, но и за општината да земе пари од влезот, која цена треба да е символична. Тоа е прво прашање. Еве да одговорам, не се памтат сите. Сугестијата е добра. Има одбележено паркинг простори секако покрај подземната гаража и во градовите, каде што е за такси автомобилите и за комбињата како такси. И тие мора да ги почитуваат одбележените локации. Сугестијата е добра, но го избегнуваат такси возачите тоа заради тоа што патници ловат по самите улици, каде што ние интервенираме секогаш заедно со полицијата, а полицијата мора да биде агилна, за да може тие да бидат барем на одбележените паркинг места. Следното прашање им е: бараме подитно да се забрани продавање земјоделски производи пред каме. Тука се продаваат пиперки, домати, компир, сливи, речиси, се. Бараме да се нареди на општинската инспекција веднаш да реагира. Не сме надлежни, значи ние тоа што сме надлежни за узурпација на јавен простор и казните ги испорачавме. Тие се 50 евра казни, истата казна ако плукнете на улица или фрлите фас од утпушок и слично, но надлежноста е на управа за приходи и пазарниот инспекторат за отстранување на непрописно поставување на продажба на производи кои што се пуштат во промет. Третото прашање им е: дали е можно на улицата Братство Единство, која оди на кај автобуската, да се постави капка по капка, бидејќи има доста зелени површини, кои ако се посадат со цвеќе ќе биде украс на градот. Се работи за приватни површини на самите згради и тие се нивни парцели, самите станари располагаат. За поставување на овие системи ние мора да бараме оправдание за трошење на нејавни пари. Тоа може да го направиме само со партнерско учество со станарите. Ако е системот за капка по капка на зелените површини пред зградите, најверојатно таму мислите, оти таму се зелените површини на зградите на Братство Единство. Ако се 100.000 денари, општината може да даде 50.000, но 50.000 треба да бидат обезбедени од самите станари. Она што е јавни прометни површини ги имаме на Климент Охридски и во наредната година се планирани за поставување на кап по кап систем. И во продолжение велат: бараме писмото да го земете и веднаш да реагирате. Прво ветувавте дека ќе наредите на службите да го исчистат тревата во кланицата, ништо не е сторено. Кај дадам одговор. Да. Значи тоа е процесирано, има писмен записник за таа работа и газдата Иво, кој што е сопственик на стара конзервна фабрика, локацијата е државна, но е дворно место негово, има даден одговор дека во најскоро време ќе среди тревата која што е обрасната пред неговиот објект. Се не знам дали добро ќе го прочитам. Кај Чаушци стојат контенерите и колите не е реагирано, дури и паркинг плацот е ограден со бетонски сакси и бараме да се реагира градежна инспекција, тоа е државно земјиште. Не дозволувајте некому да го забрани пристапот и користењето на државното земјиште. Ова ќе оземам последното, за да видам дали е стварно писмено реагирано и дали е постапено, но за ова за тревите се сеќавам до каде сме дојдени. За ова ќе ја проверам работата. Да, може на следно прашање? Да, повелите. Што значи утврдената одговорност за кршење на уставот и законите по повод на станите од 24 декември, подавањето на извештајот на комисијата кој испитуваше одговорност за овој настан? Дали ќе има кривична одговорност за некого? Кривична одговорност треба да процесуира владата против самата влада и тоа не очекувам да се случи. Ако се случи власта, предводена од премиерот, да го прекрши уставот на оваа земја, тоа значи дека треба да си даде оставка. Во најмала рака, тој човек повеќе не смее да биде ниту кандидат за било што во земјата. Ако скршите закон, одговарате кривично. Ако го прекршите уставот на државата, тоа е светост. И тоа да бидете премиер, да дадете налог, да влезе полиција, да ги извади прво новинарите, па после пратениците, тоа е и кршење на устав, а тоа е голем грев кон својата земја. Следно прашање, група граѓани од джебот на Атанас Невичански. Дали инспекторот, наведен со име и презиме, има право да дозволува диво приклучување на канализација? Од 27 март улицата е ископана и не е покриена.
Од тогаш не се превземени никакви мерки. Бараме средба со вас. Имаме поднесено пријава и до комуналец, но и оттаму нема реакции. Значи, еве, ако има телефон, нема телефон. Има телефон оставен? Нема никаков контакт. Побарајте ме за да ми објасните, за да се видиме заради тоа што барате средба, но на улицата 27 март нема право инспекторот да дава диво приклучување на канализацијата. Канализацијата ја приклучува само комуналец и тоа е под негова контрола. За секој див приклучок се носи одговорност. Во одреден случај тоа е прекрашачна, а ако е пробиен имот на комуналец во делот на главниот цевковод, тогаш може и кривично да се одговара. Јас ќе дадам налог комуналец тоа да го провери, целото дали е така, а вие обратете се до општината доколку сакате да закажеме средба. Последното прашање до градоначалникот Зоран Заев, граѓаните од улицата Ристо Клепов и Мара Минанова собраа потписи за пробивање на улицата Мара Минанова, преку која повеќе од 100 семејства излегуваат и се враќаат во своите домови. Го замолуваме градоначалникот во своите идни активности што е можно побрзо да ја отвори улицата Мара Минанова. Со почит граѓаните кои го дадоа својот подпис, станари од зградата на улицата Ристо Клепов и Мара Минанова. Да, ја добивме и денеска во општината петицијата, најверојатно сте сакали и овде да ја фирмирате. Јас дадов налог денеска до Оделението за комунални дејности да продолжи таму постапката и ако може да интензивират. Знаете дека Мара Минанова од едниот дел е пробиена и дојдена токму до куќата каде што треба да се врши експроприација на земјиштето. Куќата е дивоградба и во иднина ќе биде отстранета како дивоградба, а експроприацијата е постапка која што веќе отпочната за завршување. Се надевам дека службите ќе ја убрзат колку што може повеќе. Штом ќе заврши експроприацијата, ние веднаш ќе почнеме со пробивање на улицата, а 2014 година ќе имаме и пари за асфалтирање на улицата Мара Минанова, да излезе се до улицата Ѓорги Василев. Се разбира и целиот потек да представува функционално поврзување, оти таму се изгради и нова зграда од фирмата Архигота, чинам дека беше, каде што живеат нови станари, реално им треба просторот, а со реализација на самата улица, искрено се надеваме дека се реализират и нови други објекти, кои што ќе донесат и комунали во општинскиот буџет. Се доближивме до крајот на ова септемвриско издание на емисијата Отворено со градоначалникот. Ги исцрпивме сите прашања. Се гледаме следниот октомври, на крајот од месецот. Така е. Ви благодарам на вистина, благодарам пред се на граѓаните за вниманието што не следеа. Тука сме секако секој последен четврток да даваме одговор на сите прашања од вас како медиум кој што не следите, а секако и од граѓаните кои што вака ги поставуваат прашања. Така, почитувани гледачи, во следниве 4 недели имате простор да ги доставувате вашите прашања во писмена форма до редакцијата на Канал ВИС или пак преку нашиот телефон 347 111. Ви посакувам добра ноќ, се гледаме кон крајот на октомври.